Почитувани гости, добродојдовте на промоцијата зборовезница на едно новинарско перо на авторката Милева Лазова. Како што можете да забележите, промоцијата ја започнавме на убав, весел начин со музика. Имавме можност да го проследиме Орото Беровка, одиграно од убавите играорки од едукативното здружение Седум осмини. Седум осмини веќе 10 години го раководи Билјана Јакоска, која е идеен творец на истото. Цела деценија ова здружение ја представува Македонија во најдобро светло, достоинствено, професионално, преку македонскиот фолклор, оро и песна. Од неодамна и нашата авторка, Милева, е дел од сениорската група на Седум осмини. На 15 јуни оваа година, Сдруженијето Седум осмини ќе го прослави својот 10 годишен јубилеј со оро и песна во Домот на армијата. Ве молам да ги наградиме со еден аплауз. Ја повикувам Виолета Калич, представник од Домот на културата Кочарацин, да се обрати со свое видување за настанок. Повелете. Почитувани дами и господа, почитувани представници на институциите, на фолклорните здруженија, пред се чест ми е да ги поздравам представниците на новинарското здружение, доајени на новинарството, кои секако неизоставно мора да го одбележат овој несекојдневен настан, затоа што промоцијата на книгата е со представничка од нашата новинарска фела. Од името на Домот на културата Кочарацин Скопје, од името на директорот Сафет Камбери и во свое лично име, ви посакувам добре дојде на овој мултимедијален настан, концепиран од авторката Милена Лазова, која за прв пат го промовира своето дело овде во овој простор на галерија Кора при Домот на културата Кочарацин Скопје, која обединува најразнородни форми, не само и медиуми изразни, не само од аспект на визуелните уметности, туку и предавања, концерти, така што и вечерва по повод одбележувањето на оваа промоција ќе имаме можност да ги проследиме доајените на нашата музика, пред се почитуваниот Васил Атанасов, славниот обоист, познати во сферата на оперската и музиката, поврзана со бројните филхармониски настапи во земјата и надвор. Самата книга е така конципирана, јас нема да ја разоткривам, тука се нашите промотори, но таа обединува голема културна сцена која е пред поврзница на времето минато, сегашно, а тоа е најмоќната поврзница со нашата иднината, фолклорот, традицијата, битовото, автентичното, автохтоното, сето она што одбележало едно време, нашло на страниците на нашата почитувана Милена Лазова, било предизвик и нашло свое место на оној новинарски, непосреден, спонтан, автентичен и сугестивен начин да биде предочено преку интервјуа кои представуваат и доајени на оперската сцена и композитори, и представници од забавната музика, и фолклорот, традицијата, со самиот незин приод и непосредност, таа на еден несекојдневен начин ги документира, архивира и предочува тие нешта кои оставиле белег и во архивите и верувам во нашата културна историја ќе го најдат своето место и за генерациите кои следат. Јас нема да должам, сега ќе им препуштам збор на промоторите, тука е нашата почитувана Оливера Јовановска, почитуваната Лиле Стојановска,
Стојановска, се извинувам, со која имавме и во Шведска дури можност да реализираме изложба мултикултурна. Тука е и нашата Валентина Ѓорѓиевска Парго, исто учесник на бројни поетски настани и верувам дека тие секој на свој начин ќе го дадат својот непосреден прилог и приот кон посочувањето на она што ја одбележува оваа книга на Милена Лазова. Ви благодарам и на сите учесници во настанот, посебно и на представниците од фолклорот, кои нашата земја ја представуваат ширум светот со она што значи символ. Тој седумосмински так да продолжат со сиот ентузијазам да ја слават нашата традиција, нашиот фолклор, кои се символи за нашиот идентитет, култура и континуитет кој го имаме. Благодарам. Ви благодарам, Виолета, за убавите зборови, а ние одиме понатаму со програмата. Посебна чест ми е да ја дадам збор на една од промоторките на делото. А тоа е познатата поетеса, писателка, доаен на радиоводителството, почитуваната Лилијана Стојукова. Почитувани дами и господа, оваа рецензија би ја започнала малку невообичаено и малку поинаку. Ја прашувам авторката на ова дело, дали оваа зборовезница во седумосминскиот чекор и ритам ја навезе со пребогатото јазично наше богатство од пребогатиот наш фолклор, со песни, мелодии, чекори, ороводни, кои не водат кон излезот од секоја мака и болка, водејќи не кон радоста и среќата. Господја Лазова, да, ја прашувам. И одговорот сам си доаѓа. Да, господја Милева не мора да одговори, познавајќи ја и знаејќи ја од поодамна како познато новинарско перо. Секој збор, обоен во секоја мелодија, низ ороводниот седумосмински ритам, ни дарува необичен и наслов и писание, кое може само да не наполни со убавини и радости, тргајќи ги и отфрлајќи ги гадостите од кои сакаме да се ослободиме. Па јас ке го наречам ова дело и како чекорвезница, песновезница и на крајот зборовезница. Животот е платно на кое може да се насликаат, навесат сите чуда од него, да се обојат и опеат низ музичките инструментални и интерпретаторски струни од музичките инструменти и интерпретаторските виртуози. Во една мудра мисла за песната се вели: мора да бидете промената што сакате да ја видите во светот. Махатми Ганди. А една кинеска поговорка пак вели: внимавајте на вашите мисли, бидејќи од тие остануваат и ваши зборови. Внимавајте на вашите зборови, бидејќи тие стануваат и ваши дела. Внимавајте на вашите дела, бидејќи тие стануваат ваша навика. Внимавајте на вашите навики, бидејќи тие стануваат ваш карактер, бидејќи тоа станува ваша судбина. Меланхолијата е се уште величенствена во судбината на уметникот. Надпреварот и надпреварите се за коњи, а не за уметниците. Да се испрати светлина во човековото срце. Тоа е должноста на еден уметник. Не беше никој во близина за да ме збуни, па така станав оригинален. Да се испрати светлина во човековото срце. Тоа е должноста на еден уметник. Не беше никој во близина за да ме збуни, па така да станам оригинална. Не постои ног или проблем кој може да победи и зората или и надежта, вели Бернард Вилијамс.
Подобро е да знаеш, отколку да имаш. Чувај го зборот. Добро чувај го. Дал низ ороводен чекор, песна или музика, ако го пуштиш низ трништа, не знаеш која луда глава ке го јава. Зборот извиши го во височини небесни, зборот испеј го, раскажи го во болка и радост. Зборот отвора рајски порти, затвора тешки врати, стихувај го и создај стих, римувај го во поубав ден, осветли го во црните темници, гледај го во сите форми и избогати го човештвото. И за секоја тема од животот, пушти го да талка по ливадите цветни. Зборот е огледало на душата и душепис на срцето. Зборот низ песната е за утеха, да го раздроби чемерот, за радоста да ја убие, тагата и да ја раскаже сагата. Истакнатиот македонски книжевник, културен и јавен работник, есеист, книжевен историчар, филолог, јазичар, преведувач и еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик и значајна личност во македонската книжевност, нашиот Блаже Конески, ке праша: Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна од ова срце, што со себе води разговор, ноќен во тревога бесна. Два конци парај од срцево, драги. Едниот црние, а другиот црвен. Едниот буди морничави таги, а другиот копнежи и светол истрвен. Со звуците на тешкото ја чувствуваме љубовта кон татковината. Навираат солзи за да заплачеш како дете, зашто тие звуци не подсетуваат на татковината и на нејзиното минато. Во песните и мелосот македонски, шумат реките и горите, река дивиот ветер и рика шепнат узреаните жита, во нив е вткаена душата на народот. Песните инспирирани од народното творештво, од митското минато на нашиот народ, од историјата, легендите и минатото, ке го осовременат и поистоветат со денешното време. Зборовите искажани од срце од нашите песнопојци, токму во таа насока, успевале и успеваат за да го исчуваат зборот низ мелодијата, за полесно паметење и побрзо прифаќање на секој збор на интерпретираната песна. Вечен е зборот во вечната песна, цврсто врзан во мелодијата и интерпретацијата, останува врзан за душата и срцето на секој човек на ова светско небо. Овој фестивал од зборови, песни и ликови, интерпретатори од оваа зборовезница, е дело интересно и читливо со сознајна моќ. Господја Лазова го прави и со многу пораки, и поуки, и аманети. Златното грло е лек за душата, македонска, но и светилка, но јас да додадам дека таа е далеку и на широко чуена и слушана како Господова мисија, како големиот Бог што ја препорачува. И благодарам. Ви благодариме, почитувана Лилјана, за вашиот опис на делото. Продолжуваме со музика. Го поканувам маестро Васил Атанасов и Владко Митев да настапат со тешкото фрагмент од балетот Македонска повест од Смокварски. Се надеваме дека ќе уживате во нивниот перформанс. Поверете.
Атанасов и Митев за прекрасната изведба. Маестро Васил Атанасов е виртуоз на обоа, професор, уметнички раководител и основач на камерниот оркестар Скопски солисти. Додека Владко Митев е маестро на ударни инструменти. Скопски солисти годинава прославија 25 годишен јубилеј. Честитки за вложениот труд. Почитувани присутни, не штедете ги дланките. Ве молам еден голем аплауз за рецензентката на зборовезница. И давам збор на директорката на Македонската Валентина Почитувани, дозволете ми првенствено тој аплауз што го добив и ме трогна да го посветам на нашата извонредна и прекрасна славеничка, господјата Милева Лазова, прекрасна новинарка, гордост на македонското новинарство, моја драга колешка и посебно сум почестена што сум на оваа позиција вечерва. Ке ве замолам да ме извините затоа што ќе седнам, затоа што не знам дали е дозволено да си толку возбуден на промоција. Секако верувам дека не на исто ниво како славеничката, но доколку имавме некој стрес метар, може би ќе покажеше и поинаку вечерва. Морам да ви кажам дека јас немам трема, позната сум по тоа што немам трема, инаку не би можела да ја работам мојата работа како новинарка. Можам и да играм и да пеам и боса тука и се, но вечерва имам трема. И ќе почнам од тоа како дојдов тука. Сакав да бидам свечена, токму на ниво како што е и овој многу свечен момент, но кога видов дека јас воопшто немам штикли во мојот плакар, земав едни чевли бели колку да изгледаат, барем ете дека се посвечени, но само што излегов чевлите ми се скинаа, барав такси и му вела молим те во првата продавница некој само чевли да облечам колку да изгледа тоа дека е свечено. Ќе ви ги покажам и моите чевли. Тоа е така затоа што на вистина моментот за мене е многу свечен и сакав да биде целиот во тој тон, но и тоа е така затоа што ние новинарите постојано сме во цајтнот, некаде брзаме. Секако моето темпо е далеко многу подинамично од она на драгата Милева Лазова, меѓутоа нашата борба и нашата битка континуирано е иста и ние сме всушност во игра постојано, да речам, како еден тандем. Може би тоа е невидливо за јавноста, но верувајте дека сосема е така. Велат дека за една книга да ја почувствуваш, треба да ја прочиташ, но некогаш доволно е само да го слушниш чукањето на незиното срце. Значи да ја доближиш во тишина до увото и таа сама ќе ти каже. Оваа книга зборовезница на врвното новинарско перо Милева Лазова е спој од многу срца кои чукаат внатре во неа во овој момент, бидејќи оваа книга не е обична книга и не е само книга собрани интервјуа, туку оваа книга е архива и историја на еден народ, на едни случувања од 30 години, што е навистина еден голем временски период. И некој може би за нас ки речи новинарите кои имаме средби и разговори со легенди, со музичари, вас ви е најлесно, одите на концерти, си правите интервјуа, друженки со пеачите, со легендите, убав ви е животот. Навистина тоа е тој магичен момент. Но верувајте, никогаш нема да можете да ја измерите одговорноста која ние ја имаме пред историјата, пред се и пред актуелната публика, што оставаме како запис, затоа што ние сме тие кои што треба да ја дешифрираат и поракат и ја пренесат пораката и аманетот од секоја легенда, и она која ја кажал со јасни зборови, и она која легендата ја кажал со песна, но и оние кои што ние сме ги забележале со воздишките, со погледот, со тагата во очите, со скриените или нескриените солзи, радосници или таговни.
Значи, буквално се што треба да се пренесе на еден народ е во нашите пера и во нашата одговорност. Мојата прва средба со драгата колешка Милева Лазова беше во домот на легендата Александар Сариевски. Тоа само по себе еден антологиски момент. Беше многу убав момент. Ние не сакајки се заклучивме и не можевме да излеземе од собата. Господинот Александар и тетка Стојне беа сепак луѓе во години, не може да се снајдат, ние исто така во туѓа куќа и едноставно не знаевме дали тоа е смешна ситуација или веќе сме безпомошни. Но беше навистина еден антологиски момент затоа што беше всушност неговото последно интервју, а беше после концертот кој што Благовестие му го направи во универзална сала. После толку плодна кариера, конечно Александар Сариевски пред неговото заминување од оваа реалност направи свој концерт. И така станавме и добри колешки пријателки, значи во еден добар временски период од 25 години. Она што многу ме трогна, пред да ја напиша мојата рецензија, навистина, верувајте, од премногу што бев зафатена, да не ме подсетеше Мими тој ден и да рече: Вале, ја чекам само рецензијата, дај ми ја да ја ставам веднаш, книгата попладне се печати. Јас немаше да можам да ја напишам поради емоции. Морам да ви признам, бидејќи јас ќе го видев својот живот, меѓу другото и нашиот заеднички живот. Но она, како што ми се јави Мими во последен момент за мене, а ми најави многу пред тоа, јас седнав и ја напишав како што ја почувствував, неизе многу и се допаднала. Но кога ја добив книгата, таа на едно место вака вели: тогаш истиот ден се сеќавам, беше дојдена и мојата колешка, денес моја драга пријателка Валентина Ѓоргиевска од Вестникот вечер. Од тогаш до ден денес нашето пријателство трае. Јас секогаш и секаде кажувам дека таа, Вале, ми помогна многу околу новинарството и контактите со пеачите. Не можам да ви кажам колку ме трогна ова нејзина изјава, пред се бидејќи едноставно тоа не го има вземено како нешто посебно, некоја заслуга. Од друга страна, во толку непризнавање на работи кои навистина сум ги направила за луѓе, со еден збор се брише сета таа неправда, со една реченица од една драга колешка која ставила акценти на тоа. И во тој момент помислив, па воопшто не е потребно сегова да се спомнува во книга каде што се легендите. Но кога ќе го изанализираш и тој момент, многу кажува тоа што новинарката навистина е толку општествено внесена, што сите моменти кои го прават нејзиниот мозаик ги вреднувала на вистински начин и тоа е една многу голема мерка за почитување. Без оглед дали сум спомната јас или било кој како име и презиме, оваа книга ја прават легендите и нивните пораки. Просто сум трогната и морам да ви признам дека оваа промоција едноставно ме убеди дека јас моја никогаш нема да направам. И ако имам интервјуа, може би ќе ги објавам во книга, но премногу интензитет на чувства е ова сето што ние го доживуваме од оваа страна. Но ќе кажам дека книгата на Мими нека останеве како едно сведоштво и за мојот дел и мојата работа. Таа беше похрабра, ја објави. Тоа е мојот и нејзиниот живот врзан воедно на некој начин, објавени се интервјуа кои со многу задоволство ги прочитав. Истите тие интервјуа јас сум ги правела, истите тие изјави сум ги добивала. Меѓутоа, магијата лежи во толку леснотија на пренесување на она што навистина го пренесува како порака, како аманет, но на многу суптилен и на многу мајсторски начин, што морам и тука да ја честитам како новинарка дека се надминала себе си. Јас ја следам цело време што пишува, но овој пат имав можност вака и во книга тоа да го почувствувам. Сигурна сум многу ќе уживате и сигурна сум дека во архивите на македонското новинарство и историја ќе се најде посебно место оваа книга, затоа што, како велат, ние сите сме тука гости на овој свет. Еден ден ќе останат само работите кои ќе ги читаат некои нови генерации и ќе дознаваат за она што ќе ги интересира. Оваа книга посебно ќе ги интересира
бидејќи станува збор за легенди, почнувајќи од еден Сариевски кој ја испеал Зајди, Зајди, која е химна на душата на сите векови, тука веќе молитва и како да ја наречам, нема да сгрешам, и сите бројни легенди кои се застапени во оваа зборовезница. И искрено уште еднаш од срце сакам да и честитам. Се надевам ја намалив тремата со мојот говор, затоа што веќе како новинарки се чувствуваме на иста бранова должина сме, а вас ви посакувам да ја прочитате со многу задоволство и ве молам со многу почит кон Милева. Благодарам, Валентина, за убавото и исцрпно говорење, за делото на вашата колешка по перо Милева. А ние повторно да се освежиме со малку музика. Ке настапи Сашко Митев, познав сестран музичар, тој е и пејач, и инструменталист, вработен во Националната установа Ансамбл Танец во Скопје. Има издадено Владко. Благодариме за прекрасната изгледа. Овие исконски македонски звуци, промоторката Лилијана, повторно ќе ја видиме, но овој пат малку поинаку. Таа ќе не го изведе перформансот Ленка. Повелете, почитувана Лилијана.
Најнапред благодарам и да кажам една мала историја. При правењето на синопсисот за ова прекрасна промоција на госпоѓа Милева за книгата Зборовезница, меѓу другото ме замоли и рече, убаво би било да биде присутна и баладата Ленка од Кочо Рацин. Кочо Рацин е основоположникот на современата македонска поезија и него не би требале да го оставиме и запоставиме, затоа што секоја песна е поезија и секоја поезија е песна. Претворена во песна, заедно со музика, заедно со инструментот или едноставно инспирирана за народниот пејач. И секако се согласив со задоволство за да, оваа вечер ја чуете тој перформанс, таа Ленка, која некако ги обзема срцата и машките и женските. Кочо Рацин тоа успел да го направи. Откако Ленка остави кошула тенка ленена, на разбој недовезена, и на наломи отиде, тутун да реди в монопол. Лицето и се измени, веги падна надолу, веги падна надолу, и усни свија кораво. Не беше Ленка родена за тие пусти тутуни жолти отрови за гради китки розови. Не. Прва година помина, грудка и в срце налегна. Втора година намина, болка ја вратот искина. Трета година земјата на Ленка покри снагата. Трета година земјата на Ленка покри снагата. Не беше Ленка родена за тие пусти тутуни жолти отрови, за гради китки розови. Не. И ноќе, кога месечко гропи во свила виеше, тивко ветренце над неа, жална и тага рееше. Зошто ми Ленке остави кошула тенка ленена? Та кошула беше даровна. Почитувана Лилјана, ви благодариме за прекрасниот перформанс. Почитувани гости, се ближиме кон крајот на ова прекрасна промоција. Посебна гордост ми е што авторката ми ја додели честа на модератор, па ја користам оваа прилика да ја честитам за делото, со кое што остава трајни белези преку музиката, песната и перо како се негува една традиција. Ве молам за еден голем, огромен аплауз. Ја поканувам
Милева Лазова да ви се обрати со свој говор, а по завршувањето на говорот повелете да земете книги и ви покануваме на мала коктел дружба. Сега, што да кажам, толку сум вознемирена, возбудена и среќна, пресреќна, но, ќе кажам само, ќе ви се заблагодарам, почитувани мои гости, мои пријатели, што дојдовте во голкав број и ми укажавте чест. Исто така би се заблагодарила на моите пријателки пред се, Оливера, Лиле и Вале, што прифатија да ми бидат дел од мојата промоција. Понатаму да се заблагодарам на моите музички гости, на почитуваниот Васил, исто така и на почитуваниот Сашко, што кога им спомнав, веднаш прифатија да ми бидат гости, да настапат со нивни музички номери без збор. Само ме праша кога, кое време и еве ги тука. Ви благодарам многу. Прекрасните играорки од 7 осмини, навистина беа прекрасни, ми разгалија и мене душата и од, како што спомна и Оле, од неодамна, јас сум дел од 7 осмини, а во групата на сениорки. И така да... Исто така би сакала да се заблагодарам на општина Карпош, на градоначалникот Стефче Јакимовски, кој што без резервно мислам, без проблем ви помогна околу издавањето на книгата. Тука имаме и представници од општината. Ви поздравувам Весна и Вики. Благодарам што дојдовте. Вие сите ве поздравувам и ви благодарам што дојдовте. На крајот е да се заблагодарам сепак и на мојата мајка, на мојот брат, роднини што дојдоа, на новинарите секако, моите колеги, да не си ги заборавам, што дојда, и тоа би се стари новинари, како што се вели, стари колеги, Марија, Дуле, Тони, Даниелче, Биба, Иван, ви благодарам што издвоивте време и што... Се извинувам ако некого испуштив, исто така да си ги поздравам колегите од телевизија Сонце, да не ми се наутат. Срјан снимателот ми рече, па добро бе Милева, сега морам ли на твојата промоција да снимам? И па викам, што да ти правам? Мораш, викам, да снимаш. Им ке снимаш, им ке уживаш. Еве ви Боро, така да ви благодарам на сите што дојдовте уште еднашка и уживајте, повелете да си земете книга и да се послужиме.